Како што можете да забележите, денес Маријана е одсутна. Заедно со вас ќе бидам јас, Верица Милорадова. Во оваа епизода на Даскалот ќе зборуваме за степенувањето на придавките. За тоа какви придавки има, зборувавме во едно од претходните видеа. Споменавме дека постојат неколку вида на придавки и тоа: описни, односни или релативни, бројни и заменски. Доволно е со повторување, да научиме нешто ново. Ќе зборуваме за степенувањето кај придавките. Оваа карактеристика е својствена за описните придавки. Степенувањето го користиме да ни помогне во споредбата на одредени нешта. Например, нашиот тим е подобар од вашиот, а всушност нивниот тим е најдобар. Имаме посебни форми на компарација. Со нив се изразува степенот на особината кога се споредуваат два или повеќе предмети. Например, Лео е покреативен од Тео, а Мија е најкреативна од сите. Формите за компарација се: позитив, тоа е основната форма на придавката. Компаратив, тоа е форма за споредување на два предмети. Оваа форма го користи префиксот по, кој се пишува заедно со придавката. Суперлатив користиме кога сакаме да споредиме еден предмет со други. Се користи со префиксот нај, кој се пишува заедно со придавката. Пример за позитив – добар. За компаратив – подобар. За суперлатив – најдобар. Степенувани форми на придавки можеме да креираме и со други префикси. Тоа се при и пре. Например, престар, преголем, пристар и слично. Во македонскиот јазик имаме само една неправилна форма. Тоа е придавката многу. Велиме дека е неправилна затоа што има посебна форма за компаратив и суперлатив. Се создава на следниот начин: многу, повеќе, најмногу. Дечки, ќе не недостигате многу. Ќе научите најмногу ако не гледате повеќе. Се гледаме во следното видео.